мене. Здрава, Силвија. Здраво на сите. Јас следев дискусијава претходна, мајде викам да не се допрела, ме вени во Ерик. Добро, ше мима ни фали. Супер. Да, мислам супер дискусија се отвори ова и со Марија во односи на колаживе, на кој што ќе може ни дополнително се надоврзаме сега со нашава тема и нашава презентација. Меѓутоа, генерално мислам дека и прашања од Бехир што се доставени, мислам е супер, као цела организација што не покани, стварно одлично, така да супер неделно попладне, thanks. Да. Вака да ви ја представам контра за тие што не ја знаат. Искрено ја не ја знам. Мислам не ја знам. Прв пат вака се среќаваме, претходно не сме имале некоја можност, не знам, ниту сме биле нека работилница заедно, ниту ништо, меѓутоа никогаш не е доцна. Контран се истакна по тоа што освоја награди, значајни награди во регионот, во Хрватска, во Словенија, да или не? Да, во Босна, значи буквално во ex-EU земји и тоа како млади, како иновативни и слично. За жал, се уште не освоиле ништо во Македонија, секогаш нели мора да успеете во странство, па можеби ќе успеете во Македонија, меѓутоа се надеваме дека наскоро во Скопје или во другите градови ќе има некој проект на контра, каде што ќе можат граѓаните да бенефицираат од вашата архитектура. Повелете, сцената е ваша. Сара, фала ти многу. Јас морам да се надоврзам на тоа, значи во однос на работите кои што ние сме релативно во принцип можам да кажам кратко време заедно соработуваме, значи ова е веќе да кажам втора година во која што сме ние заедно како еден тим. Релативно сме сите тројца, значи јас и Силвија и Ерик млади архитекти, со тоа што можам да кажам дека минатата година бевме ставени во сами, односно се доведовме до одредени ситуации во кои што требаше да реагираме со многу зрелост и со многу внимание и знаење према одредените работи, особено е тоа што како факт дека не бевме тука, значи во Скопје да делуваме како архитекти, туку беше тоа се случуваше во одредена земја која што не е наша, да кажам, на друг јазик, во едно друго општество. Факт е дека е поразлично од нашето, така што мислам со оглед на тоа од досегашните успеси кои што ги постигнавме, мислам дека на некој начин се снајдовме доста окей. На кратко, значи јас гледам тука сега дека се уклучени некои личности кои што мислам ова ни е трета презентација која што ја имаме во Скопје. Штета што е онлайн, штета што не е значи физички да бидеме присутни, пак е друга енергијата што се пренесува кога некој презентира во живо, друго е преку Zoom митинзи. Се надам дека брзо ќе завршат овие ситуации, дека ќе можеме сите повторно да се собираме заедно и да си ги презентираме нашите проекти и се што работиме во однос на архитектура, така што мислам ова ни е трета презентација. Првата што сме одржале била на Државниот факултет за архитектура Свети Кирил и Методи, втората е на Американ коледж Скопје и третата Мелем, така што јас би сакала да се заблагодарам на Мелем и на Сара што не поканија денеска да бидеме дел од оваа конференција, така што само да направам share screen, би сакала да споделам со вас. Дали е окей? Се гледа, само стави на full screen. Да, на full screen. Иначе се гледа. Сега се надевам дека ќе ме слушате се, бидејќи малку не сум, мислам, интернетот ми е малку по не толку добар. Само секунда. Дали е full screen? Да, вајда. Окей. Значи, на кратко денеска би сакале, мислам, пред некој веќе си имаме представено, меѓутоа сметам дека е добро да се представиме на кратко кои сме и како работиме. Значи, оваа денешна презентација ќе биде составена од почетокот на формирање на контра. Ќе бидат споменати неколку контрапроекти со тоа што ќе се фокусираме на еден кој што ни е моментално еден од поактуелните, да кажам, тоа ќе биде еден проект во Хрватска кој што го работиме, и трета тема која би
сакале на кратко да отвориме денеска, бидејќи сметаме дека е многу интересна и за студентите да слушнат, тоа е Венецијското биенале, односно како ние како тим учествуваме на овогодишното, односно биеналето кој што ќе се одржи наредната година во Венеција. Само во одреден момент ќе ве замолам некој да ми кажува окей, барем да слушнам дека ме слушате, затоа што не знам. Ајде, јас ќе ти кажам. Добро. На кратко, контра, мислам, ние како тим се запознавме пред од 2015, мислам, беше тоа година, на една работилница во Сплит. Можам да кажам дека од моето искуство дека сум била на факултет, реално, значи јас и колешката Силвија, а исто и колегата Ерик, буквално на се што беше под поим работилница и поврзано за архитектура надвор од рамките на универзитетот, бевме активно вклучени, значи буквално искористеноста на нашето време додека бевме студенти беше целосно насочено према работилници, комуникација, поврзување со млади нови архитекти и сето тоа, така што мислам дека тоа беше еден клучен момент, ова запознавање наше во Сплит, каде што нели ги размевме нашите идеи, некои различни мисли кои што ги имавме во контекст на архитектура и за подоцна нели да се споиме и да оформиме еден тим и една супер соработка. Можам да почнам, значи би сакала да се надоврзам на еден Јона Фридман слайд кој што ни е еден од омилените. Можам да кажам дека оваа фотографија не е како ги дефинира нашите почетоци, односно при самото формирање на контра, буквално размислувавме во многу насоки, бидејќи архитектурата како професија и како наука е многу опширна, значи не може да се нели секако може фокусот да биде не само на една, туку на многу повеќе насоки кои што се поврзани со архитектура, така што ние одлучивме на некој начин да проектирањето да биде наша главен фокус, меѓутоа освен проектирање и архитектура се занимаваме и со многу останати работи кои што се поврзани со архитектурата, меѓутоа не е проектирање, тоа ќе ви го презентираме во понатамошните слайдови. Значи, исто една особено важна реченица, да кажеме тоа што контра како студио, значи архитектот, нашиот став е дека архитектот не го креира градот, туку е луѓето, односно inhabitants кои што го населуваат тоа место се оние кои креираат еден град. Така што можам јасно да кажам дека контра се фокусира на проектирање архитектура која што е пред се многу поврзана со социолошкиот аспект и со проектирањето и дефинирањето на структури кои што се во силна конекција со луѓето кои што потоа ќе ги употребуваат како објекти. При самото основање на контра почнавме на некој начин со апликација на првиот конкурс кој што се беше организиран во Босна, тоа беше на почетокот на 2018 година. Таму се оформивме како тим, значи прво сакав всушност да ги представам Силвија и Ерик. Значи Ерик ми е колега од Словенија, он е магистар по архитектура на факултетот во Љубљана. 2 години има работено во Минхен и во Брисел и за потоа да дојде во Скопје и да соработува со нас на проект за градска општинска зграда во Босна, на кој што ствари ја освоивме и првата награда, а јас и Силвија сме архитекти кои што завршивме архитектура на факултетот за архитектура и дизајн во Скопје Американ коледж. За потоа, нели, одредено време од нашиот да кажам стручно образување поминавме во Скопје со работа во одредени студија, за потоа да се споиме и да формираме еден заеднички интернационален тим на архитектура. Тука ќе споменам дека при самото формирање на контра, значи уште при првиот конкурс кога го освоивме, од страна на, бидејќи бевме нели луѓе кои што не се од Босна, не се од Хрватска, кои што аплицирале на тие конкурси, и тоа за нив можам да кажам исто дека беше малку нели бидејќи освоивме први места,
и на другостанатите конкурси кои што ги аплициравме, можам да кажам и за нив дека беше тоа како една новост на некој начин, така што баш беа заинтересирани да дознаат кои сме, што сме, како соработуваме, на кој начин ги работиме проектите, бидејќи сите нели сме од различни места доаѓаме. Architecture and Personality, последното интервју кое што го имавме беше за New Generations. Тоа е една многу интересна платформа за архитектура. Тука можам да потенцирам дека споделивме одредени фотографии, веќе гледаме и ние претежно на 90% од нашите конкурси да ги презентираме преку модели и преку архитектонски макети. Така што тука ја презентиравме и фотографии ставивме и од нас, каде што ја работиме макетата за Вуковар, Средното економско училиште во Вуковар, на кое што исто минатата година освоивме прво место на архитектонски конкурс во Хрватска. Ова е фотографија на една изложба, односно на првата изложба на која што учествуваше Контра како тим, која што се одржа во Пиран во Словенија. Темата беше Black and White. Ние се обидовме да, поставивме една риба која што оди, значи целината на фотографијата е општество. Таа риба која што е во потемна нијанса и оди во обратен правец, всушност тоа е Контра. Можам да кажам и дека името Контра како име го формиравме бидејќи на првиот конкурс кој што аплициравме во Босна, тоа беше, како што кажав, за општинска зграда. На тој конкурс имаше, нели, на секој архитектонски конкурс има одредени параметри кои што се препорачува архитектите да ги следат и да ги почитуваат. Тоа што беше наше, да кажам, одскок, значи чекор напред од останатите проекти, беше тоа што буквално ги занемаривме на некој начин тие ограничувања од аспект на архитектура и на правилници. Се обидовме да им покажеме и на комисијата, бидејќи беше интернационална комисија, да им докажеме дека за тој простор, можеби за тој плоштад кој што го креиравме ние и тој објект, можеби треба и да се спроектира нешто ново, кое што би дало посебен израз и посебен идентитет на тој простор. Така што тоа беше и дел од првата наша изложба, на некој начин да се представиме ние. На оваа фотографија е прикажана од левата страна еден панел каде што се презентирани и изложени дел од нашиот проект кој што го работевме во Хрватска. Тоа беше првиот проект за кој што аплициравме во Хрватска. Тоа беше детска градинка во Загреб. На овој конкурс завзема учество околу 70 архитектонски студија, значи архитекти од цела Хрватска и пошироко. Тука бевме наградени со 4-та награда од вкупно 5. Така што некако одскокнавме од останатите и можам да кажам дека и ова беше еден супер старт за нас значи да се докажеме и во Хрватска дека нашиот проект е добар и дека добро се рангираме во однос на останатите архитектонски студија кои што аплицираат на тие конкурси. Овде се издвоени повеќето конкурси, значи гледаме оние кои што се клучни и најважни да ги споделиме со јавноста, затоа што мислам дека споделувањето со јавноста, значи со останатите архитекти и не само архитекти, туку и луѓе од секоја област, важно е да се сподели како архитектите размислуваат, важно е да се споделат сите нели проекти кои што сметаме дека се добри и дури и на некој начин нели споделувањето е битно за да знаат и другите како сите соработуваме за да може да направиме некое вмрежување на архитектура која што е важна, нели ние да споделиме и ние да видиме што останатите работат и како размислуваат околу нас. За кратко би ги издвоила само бидејќи минатата година ни беше навистина доста продуктивна. Сакам да ги споделам со вас наградите кои што ги освоивме всушност како една целина во Босна и во Хрватска сега за сега. Тоа беше, значи, првиот конкурс, како што го кажав, беше во Босна, градска општинска зграда и уредување на главниот плоштад во Зеница. Вториот проект беше исто во Босна, тоа беше уредување на Боб Санкачката стаза на планината Требевич. Оваа стаза е
да кажам, една единствена во овој регион од тој тип, беше многу интересен конкурс на кој што учествувавме. Потоа доаѓа градинката во Загреб, 4-то наградено место. Следен конкурс на кој што аплициравме, кој што сакаме денеска да ви го презентираме детално, бидејќи веќе и изведен во Хрватска, тоа е уредување на градски плоштад во Вараждин. Вараждин е многу интересно место, бидејќи е целосно заштитено од УНЕСКО, така што нашиот пристап беше многу внимателен при проектирање на овој конкурс. Следна награда која што освоивме беше во Вуковар. Мислам, сега ги набројувам, дури и сама не можам, онака се чувствувам многу убаво, бидејќи сите овие работи ни се случија за буквално неполна година, значи баш се префорсиравме на некој начин тимски, онака пристапивме на работите. Тој конкурс што ни беше клучен, всушност што го работевме и изведбениот и основниот проект исто беше во Хрватска, проектирање на средно економско училиште во Вуковар. И последниот кој што го освоивме на крај на 2019 година, тоа беше второ место за болнички центар, односно како мал здравствен дом во Загреб, Хрватска. Така што би дала простор на мојата колешка Силвија да продолжи со вториот дел од презентацијата, а тоа е накратко околу нашиот прв изведен објект во Хрватска, тоа е плоштадот за наечи во Вараждин. Сега би го исклучила овој дел. Да, значи ќе направиме свич на презентациите, зашто не сме заедно, Ерик е во Словенија, ја на едно место, Миријана на друго. Ќе направам сега јас share screen. Само момент. Гледаме, така? Да. Добро. Јас, значи, сакав да пред се, мислам, окей, се заблагодарив на цела организација и ова каде што имаме можност да продискутираме во однос на нашите успеси и да ги споделиме нашите проекти, начин на изразување и соработка, како да кажеме, интернална, нели, во рамки на студиото, меѓутоа и како тоа го споделуваме со јавноста и колку е тоа важно. Генерално за да кажем да се издигне некоја свест за поквалитетни простори во градовите или поквалитетна архитектура. Проектот кој што го издвоивме е, како веќе што ми напомена, тоа е значи плоштадот за традиционални занаети и изработки, кој што е во старото градско ткиво на градот, кој што е заштитено од УНЕСКО. Се одлучивме за овој проект бидејќи сметавме дека кога веќе, мислам, сега сме, да кажеме, во фаза на изведба и на школата во Вуковар, што е, меѓутоа, сепак за оваа презентација денеска сакавме да издвоиме, да кажеме, еден момент на опипливост во однос на контактот со луѓето, кој што архитектот е неопходно да ги има при проектирање на, да кажеме, на некаков простор или некаков дизајн и севкупно разбирање на таа некоја конфигурација, некоја матрица која што ние како архитекти мора да ја восприемеме за да знаеме како да делуваме на тој простор. Така што на овој, да кажем, слайд решивме да поставиме некакви сегменти од конкурсниот труд преку кој што ние се изразивме повторно, нели, што беше и тема во дел на презентацијата на Марија. Колаж како алатка, значи како графички манифест, преку кој што ние се обидуваме да представиме одреден колорит, некој обкружување, како што може да забележите на сликата од лево. Некаков конкретен колорит кој што сме го забележале како архитекти, амбиент, некаква густина на зеленило, некаков идентитет на простор, значи можеби во тој лендскейп, значи ова што е камбанарија од црква во позадина, значи едноставно се обидовме да го пренесеме идентитетот на просторот преку алатката, нели, колаж која што ние ја користиме. За подоцна ние, нели, детално да навлеземе во разработка на просторот во однос на анализирање и каква стратегија сакаме да заземеме во однос на решението кое што ќе го предложиме. Нашата идеја генерално беше, се сведуваше на тоа да бидејќи имаме некаков сосед на ситуацијата може да забележите, значи имаме некаков фиксен, да кажеме, зид, некаков blank space, кај што ние требаше да поставиме нешто или пак тотално да се отклониме од него.
Бидејќи постоечката структура, каде што тоа не напоменав, на овој плоштад и претходно функцијата била апсолутно иста, значи на таа локација имало 5 киосци, 5 кукички кои што не ги нарекува, каде што овие традиционални занаети се изработуваат, се презентирани, доаѓаат луѓе, учат, гледаат и слично. Меѓутоа, они тоа го користат и како некаква туристичка атракција. Значи огромен број на луѓе поминува низ овој простор е буквално главна точка како плоштад во стариот дел на градот. Така што ние, нашата стартна цел беше за тоа како ние да обезбедиме дали што повеќе отворен простор, знаејќи го капацитетот и корисниците кои што треба да дојдат во овој простор. Така што ние како стратегија заземавме да буквално идеме периферно со поставување на овие модуларни флексибилни киосци кои што ги нарекуваме, ќе ви прикажам подоцна слики. Да идеме периферно со решение или некакво долж соседните ѕидови, фасадни од објектите, додека централно буквално би оформиле еден урбан концепт во однос на зеленило, кој што ќе оформува некакви сенки за поудобно седење или користење на просторот на посетителите и некаков главен централен сегмент каде што имаме издизајнирано, да кажеме, посебен жичен елемент каде што ќе се изложуваат времено или ќе бидат презентирани или тоа може да има некаква мултифункционална намена во однос на просторот, се со цел да активираме и корисниците кои што ќе го користат просторот, буквално да учествуваат во креирање на тој простор, значи да не биде тотално ригиден простор дефиниран од старт. Наследните слайдови што сакам да ги прикажам се аспектите кои што ги запазуваме во старт. Тоа се некакви активности, значи тоа се некакви да кажеме од старт замислување нели што ќе биде точно програмата и кои се тие можности за користење на тој простор, за да знаеме со каква конфигурација на простор располагаме и што точно можеме да поставиме на тој простор. И друг аспект, секако се некакви текстури и материјали кои што мора во старт нели во некаква аналитички оддел да знаеме со што идеме во следната фаза и како тоа ќе го испрезентираме и пред јавноста, нели ние како архитекти секако ќе бидеме задоволни со севкупниот дизајн на просторот. Значи на овој дел ова е сегмент од техничките цртежи кои што беа припремени за изведба на овие модуларни киосци, кои што ние ги замисливме како такви да може да се отвараат буквално од 3 страни, со тоа што секогаш главна отворена страна е фронталната, додека левата и десната се неизменично се отвараат зависно од поставеноста на плоштадот и потребите. Така што тоа како решение беше, препознаено од страна на комисијата и во однос на коментарите нивни изнесени беше дека нашето решение севкупно од понудените решенија таа можност за трансформабилност и флексибилност на прецена корисниците на луѓето кои што го користат просторот е главната нишка која што ја препознаа како квалитет. И понатамошната разработка секако ние во самиот старт ја представивме оваа пинк коцка, да ја кажем, пинк волумен, кој што беше, препознаен како дизајнерски момент на минимализам во простор, меѓутоа главно прашање беше колоритот, значи зошто баш таа боја, зошто тој тон. Секако ние дадовме образложение, уште во рамки на, да кажем, образложение на концептуалното решение, меѓутоа и понатаму во соработка со инвеститорот, тоа беше туристичката заедница на град Вараждин. Значи не се работеше за приватен инвеститор, кој што они секако произлегува со мислењето дека они пред граѓаните мора да понудат конкретно што архитектот размислувал, зошто баш таа боја, зошто такво решение, се со цел за проектот да се доближи максимално до корисниците и до луѓето, нели кои што го користат овој простор пред се. Така што ние бевме отворени нормално и таа соработка константно бевме во Вараждин и со луѓето кои што работат таму, бидејќи сепак тоа е нивно работно место. Тој бокс, тој киоск е нивното работно место. Они таму седат 8 сати дневно, никогаш и повеќе. Од тој аспект ние сакавме до максимум да се инволвираме во однос на тој процес на дизајнирање, колку што можеме повеќе од рамки на тоа што било во конкурсот, да адаптираме доколку се потребни некакви минимални потреби, значи бевме стремни на компромиси. Меѓутоа генерално тоа што во старт го имавме поставено како некој начела на размислување во однос на просторот, ги испочитувавме до крај. На оваа страна од деснава страна, значи може да видиме како надзира, како што веќе Миријана напомена, во фаза на изведба сме на севкупно обликување на плоштадот, каде што во моментов, бидејќи проектот беше поделен на 2 фази, во оваа прва фаза, значи ги дефиниравме киосците и се веќе поставени на плоштадот.
како финален продукт, каде што веќе и корисниците се сместуваа буквално пред една недела, така што овие фотографии што ги покажуваме не се покажани до сега, мислам се, како да кажам, превју на нашата работа во последниот месец, да кажем, изминат. И покрај сите тие бариери, карантини, све, мислам, Ерик беше на состаноци, ги завршувавме, мислам, до максимален можен рок. Што сме на крај, мислам, задоволни со севкупниот продукт. И она што сакав да го потенцирам во однос на таа флексибилност на оваа една фотографија која што може да видиме, е една секвенца од Силве, зумирај малку. Ајде, зумираме. Од аспект на значи девојка која што се занимава со керамика, значи која што работи буквално со рачни изработки, на кој начин таа одлучила да ги постави, затоа што тоа не напоменав, полиците кои што ги предвидовме на оваа површина што е од шпер плоча, се мобилни, значи буквално корисникот може да ги прилагоди според своите потреби и тоа што сака да го изложи, значи да го истакне како негова, да кажеме, главна дејност или тоа што смета дека може да го изложи на друг сегмент, на некоја друга врата или во позади него што е овој урмар, каде што буквално можеме да забележиме бидејќи бевме дел од процес, да кажам, на тој наредење на производите на корисниците, онда има многу прашања. А зошто оваа полица не е подолга? Зошто ова не е подлабока? Зошто јас немам тука напред каде да изложам, не знам, дополнително нешто? Ние бевме спремни буквално, мислам, да одговориме на сите тие прашања, на кои што на крај стварно излеговме со супер, мислам, продукт и разбирање од нивна страна, бидејќи бевме спремни да им објасниме зошто е така, на кој начин сме го дизајнирале тоа, зашто сме го испланирале тоа, бидејќи на крај сепак зборот останува на архитектот. И тој севкупен процес, дизајнот кој што сме го осмислиле во старт, ние на неколку пати се преиспитавме дали ова идеме до тој степен, така. Иако се работи за еден минимален киоск, сакам само да прикажам со кое внимание ние пристапуваме на севкупно, мислам, интериерното решение на овој киоск, како и на севкупното урбано решение на плоштадот. Материјалите кои што одлучивме да ги користиме, мислам, се додана некаков минимализам и во однос, мислам, да произлеземе во рамки на буџетот со кој што располагавме. Меѓутоа и во однос на тоа да се добие некаква површина, дрвена површина која што кога киоскот е отворен, еве може да забележиме на оваа страна, значи кога киоскот е отворен, ние располагаме со некаква површина, со натурален амбиент некаков добиваме во рамки на како просторна конфигурација на плоштадот, каде што они ги изложуваат своите производи. Имаме таков некој контраст каде што ние им даваме предност на нивните производи и главната дејност што се случува буквално на програмата на плоштадот, додека пак кога киосците се затворени, имаме ваква ситуација. Значи, моментално се работи на втората фаза од проектот, оваа слика не е прикажана, меѓутоа е планирано се дополни дополнително зеленило периферно на локацијата, бетонски клупи за сидење и дополнителните тие модуларни елементи кои што ги напоменав на почетокот. Така што за некоја наредна презентација можеби ќе имаме некоја финален поглед врз севкупно или какво урбано решение ние сме замислиле. Меѓутоа за сега сакавме само да презентираме кој е тој наш придонес на архитекти во однос на јавниот простор, значи како ние ги концепираме тие некои начала и како понатаму го дизајнираме просторот. Така што тоа сакав да осврнам дека во моментот кога се тие киосци затворени, тој простор повторно треба да биде отворен за корисници, значи тој простор е јавен простор за користење, кој што не треба буквално таа функција што е во овие модули, да кажеме да директно да влијае и на тој јавен простор кој што е сечив на крај. Така што тоа малце напред назад гледавме тоа како да го осмислиме што подобро и да го концепираме севкупно во однос на дизајнот и на корисниците на плоштадот, на тргот. И мислам сакав да издвоиме само некакви фотографии од монтажата на овие киосци, кои што за нас беше исклучителна, да кажем, и задача да присуствуваме таму и да дефинираме дали тоа да биде полево, подесно, мислам, тој ангажман секако нели го има при разработка на секој проект. Меѓутоа од наша страна беше дополнителен придонес бидејќи сепак се работи за подрачје кое е заштитено од ЮНЕСКО. Подлогата подна не смееше да се допира во никаков случај, значи подлогата подна немам никаква интервенција во однос на бидејќи имаше голема денивелација, така што гледавме да најдеме некое оптимално решение кое што може да го
да го предложиме, меѓутоа да не влијаеме на она што е постоечко, со тоа што мислам дека севкупно, како еден севкупен продукт, на крај приложивме нешто фино и квалитетно за корисниците и за граѓаните на Вараштин. Јас од овде ќе предадам збор на Ерик со третиот дел од презентацијата која што ја имаме. Тоа е Венециското биенале како нека последна инстанца што имаме во однос на нашето овогодишно работење. Нешто што моментално сме ангажирани, така што он ќе направи некакво кратко, да кажам, интро на она што го работиме нели оваа последна година. Така што јас го исклучив sharing screen прекинав. Ерик, само мют, уклучи се да те слушаме. Ме чуете? Да. Супер. Ево прво да вас поздравим од Словенија. Мало ќе причат хрватски, српски, така да се разумеам, нешто ќе бит можда кој збор ќе бити македонски. Така да надам да ме разумете што више. Ево да уклучим само скрин. Само јас на кратко би сакала да кажам дека многу мислам и многу прашуваат како соработуваме. Да, точно е дека сме сите на различни страни, меѓутоа ете во моментот на изведба на Вараждин како плоштад, многу беше битно и многу беше значајно што Ерик беше во ситуација за последната фаза од изведбата да биде таму, значи на лице место, бидејќи мислам еве во овој контекст во кој што се наоѓаме заглавени во еден карантин кај што не можеме да патуваме од едно на друго место, се трудевме да бидеме константно присутни и да контактираме со случувањето таму, меѓутоа и Ерик беше тој што на некој начин влезе директно во оган сам, значи при монтирање и при изведба на тие киоси, така што тоа да, и тоа што кажа Силвија, особено е важно тимот, значи на некој начин дали еден, дали тројца, дали двајца да бидат присутни при самата изведба и реализација на самите проекти, затоа што е нели тоа е еден дел од процесот на кој што е многу важен ние како архитекти да се фокусираме. Значи да не застане до моментот само на цртеж, туку да биде присутноста да трае се до финализација и реализација на самата архитектура. Ерик, извини. Не е проблем. Гледа се скрин? Да. Окей. Jer prvo sam trebao nešto mi kazati da treba sve izgasiti, tako da je super. Evo da počnem kako je sa taj projekt, što smo počeli biti ove godine, što bi trebalo biti predstavljen na Venecijskom bijenalu, a zbog evo cijele situacije je bilo prvo predstavljeno na kraj na august. Сега po jednej strani je i bolje za svi studija i za svi prezenteri što je u biti predstavljeno je na sljedeću godinu, tako da će biti više vremena za sve to i prezentirati, sve te naše ideje što smo imali, znam i svi ostali što su bili arhitekti od svih država, da ima ta mogućnost iskoristiti to cijelo vrijeme. I kako je biti počeo taj cijeli projekt, kako smo bili poviknuti mi u biti da participiramo u ovom hungarskom paviljonu. Počelo se sve sa jednom projektom parih asistenta i arhitekta iz Venecije, koji su nas u biti sa nekih poznanstvom su nas povikli jer su pravili već 2 godine neko istraživanje mladih arhitekta po cijeli Europi, što su nas u biti povikli da bi htjeli da smo dio toga projekta. I iz toga nekog inicijalnog projekta što se zvao Carnet, su napravili to knjigo što je Architecture is just a pretext, što u biti je i priča možda i na kontra, kako i na Carnet i vjerovatno i na hungarski paviljon. I tako su nas između teh kolekcija smo nekako došli, jedan dan su nas povikli, što je ta kuratori tog paviljona Paradigma Arianda iz Hungarije, su nas povikli da i oni bi željeli da participiramo zajedno na taj natjecaj za hungarski paviljon. Tako da su nas u biti onda već prošlo godinu smo bili zabrani kao tim 12 različitih studija iz više istočne Europe.
da participiramo in prezentiramo v biti Hungarijo na tem zajedničkom projektu na Bienali. I tako se je tako se v biti rodio projekt Eternity, gdje nekako cijela ideja na ta projekt i na sam paviljon će biti da prezentiramo, da ima neki, kako da kažem, neki motivation i neki zagon između mladih studija i mladih arhitekta u više taj istočni dio Europe. Jer puno puta kad se priča o arhitekturi i o mladih na teh većih stranica i u ovom arhitektonskom diskursu uvijek se priča za neki studija i mladi više u tej zapadnoj Europi. Tako da je njihov kako prezentirati možda što se u biti dešava recimo u istočnom dijelu Europe, jer ima toliko nekih mladih arhitekta, mi smo samo jedan od ovih i ovih 12 biroja što se prezentiramo na cel paviljon je samo dio celog ovog momenta što se sad dešava i što se dešava zadnjih par godina. Tako da i to je bio ta glavna kao hard idea od cijeli projekt. A što ćemo biti, kako se onda to razvijala ta cijela ideja, pa će biti da u Hungariji imaju biti problem kako i puno država u istočne Europe ima problem sa modernističko arhitekturo, kao ta modern heritage. Puno sistema vidi to kao neka možda današnja greška što treba nekako zabrisati. Tako su željeli da teh 12 studija nekako uzme 12 različitih objekta u sred Budimpešte i na nek nov princip, sa nek naš pristup i nek princip možda zaveštanja javno na ljude, kako bi bio nek moguć scenarij ohranjanje ovog. Zato je ta reconditioning of our modern heritage. Jer trebamo i znati da u sveh teh raznih državah ljudi ima, ne samo arhitekti, ima nek različit pristup do modernog nasljedstva, da kažemo. Tako da je bilo možda i za neke kolege što su jedan je bio recimo iz Kopenhagna, je bio totalno, nije očekivao takvog pristupa do arhitekture, moderne arhitekture, recimo što je bio u Hungariji ili možda negdje drugdje. Da ta public, recimo, da ima taki negativni osjeti do arhitekture, što u biti u konačnici funkcionira, što je funkcionalna i dio same historije. Tako da i to je bio jedan projekt što želi samo već u Hungariji moguće približati moderno do public, do ljudi što to vidi kao možda nešto mnogo negativno. I tako, evo tu da pokažem par teh studija što će učestvovati na tom projektu. Recimo imamo i studio iz kolegi iz Srbije, što su mlada, od AA Kolektiv, što su isto neki međunarodni studio, od Plural, što su iz gdje su oni? Iz Silvija. Tako da stvari različite države. To je bilo baš to da ima to i još više od toga je da možemo sve te države nekako, nema te granica između teh mladih ljudi, da možemo svi surađivati, pričati. To je najbitno od svega toga. Ne samo moderna arhitektura. Извидиш да прекинувам, интересно е затоа што оваа комбинација, значи тим како луѓе беа избрани, уствари бевме селектирани од страна на кураторот кој што не забележал во таа публикација Карнец и добро беше прашање во Ерик од кај се, затоа што сите овие тимови се всушност микс од различни студија кои што се интернационални и кои што се комбинација од архитекти од различни држави, така што да, од повеќе земји се има Прага, Полска, Чешка, Босна, Србија, Македонија, Словенија и слично.
Erik, sorry. Ne, taj. I sad ću još samo, evo, to je cijeli tim, ne cijeli, nekoliko od nas što smo bili onda na nekom workshopu u Budimpešti, u tom muzeju, što je u biti pokrovitelj cijelog paviljona, to je ta Ludwig Museum. I baš i to je bio taj pristup kako smo počeli surađivati kroz taj, evo baš sad znaju možda svi kako se surađiva kroz to korona situaciju što se desilo, ama kroz cijelo to prošlo godinu smo nekako surađivali online i u nekom momentu su nas sve povikli u Budimpeštu da se u biti upoznamo fizički i da smo napravili neki tedašnji, koliko bi nekih par dana smo bili u biti u Budimpešti kao na nekim mini brainstormingu od nekih idejah, tako da i baš cijela ideja na to, ta sarađivanje nekako stvarno interesantno se desilo. I pak evo sad što je bilo sve od što se zamaklo Bienale, imamo već neke planove svi da to surađivanje će ići kroz cijelu novu godinu, tako da će vjerovatno na sljedećom tom 2021. će biti vjerovatno sa nekim dodatnim programom, što ćemo sad vjerovatno to sljedeću godinu iskoristiti i za nekako doraditi naše ideje i koncepte. I sad ću vam prezentirati na kratko naš dio toga paviljona. I kako sam kazao na početku, da je svak studio bio izabran sa neka zgrada, neka modernistička zgrada. Mi smo bili dodeljeni stvarno posebna arhitektura, što je u biti nije ni stavbena arhitektura, nije ni poslovna zgrada, u biti je infrastruktura. To što vidite ovdje na sliki je električna, kako se kaže, električka trafostanica, da, tako je. Što je biti mnogo različito od sve što smo bili do sada i kad pravimo arhitekturu nekako nepoznati sa ovim, jer je u biti dio nekog urbanog landscape-a, da tako kažemo. I što se arhitekti sa ovim tako ne pogosto you don't work with this thing so much like architects. I u ovom slučaju u prošlom stoljeću arhitekt je napravio taj veliki kubus, jer u biti ta trafostanica služi za skoro 1/3 cijelog teg središta Budimpešte. Tako da je stvarno mnogo bitna u tom u urbanom dijelu mjesta, da će se koristi, vjerovatno će se koristiti sljedećih 50, možda i 100 godina zbog same elektrike. A što je problem rade? U biti nema ga problema. Problem je samo jer ljudi vidio to kao nek veliki, enormni, kako da kažem, neki veliki apstraktni kubus. I to ne osjeti kao dio njih. A to vidi samo tada kad im kažeš za tak kubus, jer ti kad prolaziš, ima možda neke slike, ti kad prolaziš ovdje, recimo, kroz te ulice, ti u biti ga ne osjećaš, jer je baš arhitekt kad je stavljao taj kubus u sam prostor, tako ga je zamaknuo i tako je bio u biti nekako suptilno postavljen, ima baš osjet do samog prostora, da ti toga kubusa dok ti ne dođeš nekih 20 metra do njega, ti ga u biti nećeš zaznat od nekih ulica, od nekih pogleda. Tako da je i iz tog aspekta, ne samo da je to nek monument, recimo, jer je stvarno to je skoro 20 metri višine kad dođeš tamo do samog objekta. Evo, jedno je na sliki sad što svi gledate, drugo pak ti dolaziš tamo i vidiš ta enormni, stvarno apstraktni kubus od cigle. I zato nam je bilo mnogo bitno i u tom našem dijelu, jer kao objekt nema takvih problema. On je začuvan i koristi se i koristit će se kroz sljedećih, kako sam kazao, 100 godina vjerovatno, samo zbog elektrike.
jer ga koristi u biti cijeli grad. I što je bila naša ideja, jer u biti public, ljudi, ga vidi kao nešto negativno, smo iz toga razmišljali kako možda taj objekt, to infrastrukturo, zato pa sam imao neke slike, recimo, iste infrastrukture, kao neki njihovi sestre i brati od ovog golemog volumna, kako se može ta infrastruktura koristiti možda na neke drugi načine, ne samo na način kako je to infrastruktura. Tako smo i došli do neke ideje, baš tega diskurza, pač komunikacije, pričanja, i da bi se možda sam taj objekt koristio kao nek amfiteatar, kao nek platforma za taj diskurs. Možda kao neka apstraktna ideja, što se možda u nek slučaj može iskoristiti i kako realizirati. Zato smo mi u samom paviljonu napravili kao neki ideji, nek abstrakten, kako je već sam transformator, vrlo abstrakten objekt. Tako smo mi prezentirali u samom paviljonu nek abstrakten element, što liči na stepenice, što liči možda i na amfiteatar. A što je bilo mnogo bitno, da je taj abstraktni element, kako i sam transformator, dio tega urbanog dijela, kao samog paviljona, se može on koristiti kroz neke različite scenarije za biti celo vrijeme bijenala. Od jednog slučaja može biti to samo kot element što ga ljudi koristi za sedenje, može biti to element što se koristi za prezentacije ili za neke druge kao performanse ili projekcije na film, kako je bilo i, kako znate, je bilo više bijenale ove godine, tako kao bijenale za film, bijenale za teatar. Tako da smo htjeli kroz cijelo ovo vrijeme bijenala koristiti možda neke različite akcije, korištenja samo tog abstraktnog elementa. A zašto je ovdje prezentirano recimo neke dve strane? Zato jer u biti cijel paviljon će biti razdeljen i nekako napravljen nek mirror na to što je sad, kao infrastruktura što se sad koristi, a na drugi strani to što predlažemo mi. I tako će se i materijali, u biti tako će biti svi projekti razdeljeni na neki mnogo abstraktne elemente, današnje elemente, što će se dokumentirati, što su ti objekti danas i nekako hranjati i arhivirati projekte, a po drugi strani će se napraviti nešto što nek prijedlog, što je baš da se napravi nek diskurs o teh objektih na neke, kako da kažem, neke intervencije. I evo, tu je već malo detaljno o samih materijalih. Recimo, evo, baš obratno na lijevi strani vidimo neke materijale što će se koristiti na baš tom arhivskom dijelu projekta, a po drugi strani na ovom intervencijskom dijelu gdje će se koristiti materijal što po jednej strani i asocira na sam transformator, a po drugi mnogo kako da kažem, poprijatan i za sedenje i za korištenje, kao cigla, kao nešto teplo. I to evo lik na kratko za na kraj, neka slika u biti svih ovih, kako da kažem, projekta što će činiti kao celino. Jedan od naše su ove abstraktni element što liči da i može biti stepenice ili nešto drugo i nekoliko drugih projekta. Tako da evo ih nek intro u to što smo radili, što će biti u biti na slednje godine na Hungarskom paviljonu. Да, у принцип на оваа фотографија се приложени од сите студија 12, различен пристап према, нели секој студио доби своја посебна тема, да кажам, објектите не беа само стамбена, не беа само инфраструктура, туку беа од многу различни типологии, така што исто беше многу фасинантно да се видат
пристапот на секое студио према одредената локација, така што да, и доста можам да кажам дека и доста научивме од партиципација на овој проект. И мислам дека тек допрва ќе излегуваат многу продуктивни идеи од самото учество на овогодинешното биенале. И стварно сакам да слушнам прашања и да дискутираме на секоја тема, не само на тема биеналето, туку и општо на самиот пристап наш како архитекти према разработување на проектите на кои работиме. Така што слободно мислам уклучете се. Така, фала ви многу. Мислам, освен ако немате што нешто да докажете од делот на презентацијата. Многу беше интересно да се види позадинскиот дел, затоа што генерално и Инстаграмот е доста абстрактен. Сега нели Инстаграмот како една прва слика за било што, значи за што се однесува на фирма или бренд или нешто, генерално првата слика, барем јас и мојата генерација како ги прецепираме работите. Така што многу интересно да се види што стои позади тие цртежи. Јас би сакала до Силвија да прашам какво беше искуството од страна на, затоа што спомна за првиот конкурс и за другите, дека се работело за интернационално жири, се работело за генерално во текот на изведбата. Ме интересира како беше оваа тема, разговаравме и вчера со Тари, архитектите од Рим, Италија. Какво беше чувството да вие се соочите со тоа жири, со таа организација, со тие мајстори како млади архитекти затоа што генерално, конкретно во нашата земја, де факто постои млада си, чекај, има време, ќе кажеш што мислиш или ќе нацрташ нешто или пак ќе изградиш нешто. Така што генерално која беше прифаќањето од нивната страна и каква беше нивната реакција и нивниот однос со вас како млади архитекти? Вака, фала ти на прашањето. Генерално, мислам дека од проект до проект, мислам ако не може да генерализираме за секој проект, имавме малце поинакво искуство во секој случај. Нормално зависи од другата страна, нели, градската општина власт колку е спремна на таа соработка со млади архитекти, нови иницијативи, нови идеи, значи имавме, така да кажам, да речем во ситуацијата со Босна, со Зеница беше некако еден случај каде што да беше интернационално жири, каде што буквално мислам проектот беше препознаен, тоа што и Миријана на почетокот истакна, дека има нова свежа енергија, дека само не го препознале уште кога го разгледувале проектот, дека тие некои начала кои што се зададени од урбанистите, препораки некакви зададени, ние за нијанса сме отстапиле од тоа, се со цел за да добиеме поголем, и тоа имавме јасно назначено во проектот, поголем јавен простор на плоштадот, подобра врска со, значи сакам да кажам како некои начала кои што во старт сме ги препознале, тоа и комисијата го согледала, дека позади тоа стојат луѓе кои што се грижат за севкупност, за околината, за градот, значи не е само да се издизајнира нешто и да се постави, не знам, некаква фасада која што така ќе стои таму. Така што они беа спремни да не поддржат до максимум, мислам за таа следна фаза каде што се изработуваше основниот главниот проект, нели, за понатамошна изведба на објектот, кој што е во завршна фаза веќе. Мислам беа буквално посредници и не поддржаа до максимум, сакам да кажам застанаа до нас, дека ние сме зрели, мислам, личности, нели, стоиме за своето, мислам, и некакво познавање и проект кој што сме го возможиле, дека буквално ќе истераме работата до крај, значи дека имаме доза на сериозност која што може да ја понудиме. Така што преку целосна комуникација во текот на претходната таа година беше согледано тоа. Сакам да кажам, тоа беше еден некаков случај, додека на пример, не знам, со Вуковар, бидејќи таму многу брзо отпочна тоа потпишување на договори, изведбен објект, дека мора што побрзо европски фондови и слично, значи таму имавме, како да кажам, друга одговорност во однос на одговорност, да кажам, и како архитекти, меѓутоа и дека се согласуваме на нешто дека ќе го истираме до некој рок кој што ни е зададен со максимален квалитет и нема да има простор за грешки. Значи, буквално со работниците кои што беа, нели, како тим што бевме на севкупен од машинци, електростатика, значи, нели, ние бевме задолжени за делот за архитектура, меѓутоа севкупно тимот, мислам, имавме онака варијација на генерации. Ние бевме најмлади таму, мислам, на првиот состанок со градоначалникот, каде што бевме да испрезентираме
така што сме замислиле или имаме некоја идеја, свежа иницијатива за тој простор како ќе се оформи околу тоа училиште, кој ќе биде придонесот на градот. Во старт имаше коментари, мислам нормално и за графичкиот израз, меѓутоа не бевме среќни бидејќи се отворија многу прашања. Прашања од типот отвори дискусија, значи не беше само рендер прикажан као еве тоа ќе биде и така толку завршивме со дискусијата. Имаше многу прашања, зошто ова така розова боја, па како ќе изгледа тоа, а каков материјал би бил тој. Сакам да кажам и нас во процесот на креирање на проектот, да дојдеме до изведен проект, ни помогна севкупната комуникација пред се, мислам и на тие отворени презентации со јавноста, и со градот. Значи, генерално мислам дека кога видов дека ние сме стварно интуит, дека сме спремни, изгодени со материјали, тоа да го направиме кој што треба и да приложиме нели квалитетен проект. Брзо мислам го надминавме тоа што го кажуваш ти као пречка некоја ете млади сте, знаете, не знаете и слично. Сакам да кажам доза на сериозност која што беше прифатена, мислам. Мислам дека исто доста важно да се напомене како искуство што сме го имале еве до сега во однос на Вуковар како проект. Во самиот момент кога се дозна кои се победниците на тој проект, можам да кажам, значи тогаш имаше околу 30 архитектонски проекти кои што пристигнаа во Вуковар. Она што беше клучно од комисијата, која што, значи морам да напоменам исто дека во комисијата беа исто архитекти, значи тим архитекти интернационален, со тоа што главен на комисијата беше Горан Рако, тоа е доста познат архитект во Хрватска и во ова подрачје. Неговиот коментар кој што ми беше стварно драг и не поттикна да кажам да може и уште повеќе со поголема енергија да пристапиме према проектот, беше тоа што да, он беше свесен дека ние сме млади луѓе, меѓутоа дозата на сериозност која што ние сме ја прикажале и вложиле во тој проект конкретно беше фасцинантна за него и буквално застана позади нас од секој аспект и мислам една исклучителна поддршка од секоја страна, така што тоа е многу битно за нас младите како архитекти во развивање на понатамошните наши идеи и проекти. Да, ова исто така би сакала да се надоврзам и прашањето би го поставила до Ерик во однос на интернационалното жири. Секогаш морам да ја ставам во паралела во Македонија, затоа што и Скопје не можеме да ги игнорираме состојбите кои што се во нашата земја и како што реков, целта е од една страна да ги мотивираме овие млади студенти кои што го следат ИМЛМ и друго да партиципираат на конкурси. Вие сте една, значи буквално репер дека се може, значи не младци не можеш ништо, него можеме, дека може да се успее, може да се направи. Би сакала, конкретно кај нас до сега има организиран интернационален конкурс, меѓутоа нема организирано конкурс со интернационално жири. Па јас, според мене, тоа не е интернационален конкурс. Би сакала да го прашам Ерик, според вчера го разговаравме исто ова со Срдан од Словенија. Би сакала да го прашам Ерик, што мисли, која е на листата важноста на содржината на жирито и нивната интернационалност за ауткомот и резултатите на конкурсот за проектот кој што ќе биде победник или ќе земе награда во конкурсот? Види, сигурно е баш такво искуство сме имели како се прие казали со Зеница. Наша Зеница исто има баш и у цели Босни има рецимо проблеми со таки јавни конкурси, jer уопште не се навикнати тек сад задње 2-3 година, 4 рецимо, со почели са јавни конкурси и баш конкурси као за јавна зграда. И баш ево у Зеници, што е бил баш веќи проект, со избрали некој меѓународни тим за тоа комисија, а по едни страни што бил и битно околу тога конкурсот се били баш луѓе што креира, што гради неке јавни и квалитетни згради, што со и они били као и сами архитекти некако меѓународно признани. Само у своји држави, рецимо и ево био и Турато, што ga веројатно сви познате, и Дејан Лах од Еноте. Стварно тоа се неки архитекти што се имели неко искуство и за себе. Веројатно не само можда тоа да со меѓународни као меѓународна комисија, ма и да е сама комисија од неких луѓе што има искуства са те луѓе што са те са проекти, што их онда и они оценјуе. Мислам, и тоа е важно, кад некој оценјуе да има неко искуство, нека позадина
oko toga. Tako da i vjerovatno i to je pomoglo kod izabora samog. Recimo, zašto su nas izabrali? Da, svi su znali da smo vjerovatno pomladi, jer se vidjelo sa neke aspekte sam baš to što smo kreirali, da nismo kreirali samo ono što su oni htjeli, što je bila zadaća, ama to što bi trebalo biti arhitektura, što bi trebalo biti javni prostor i takve stvari. Tako da mislim da od aspekta, recimo, što je možda evo za Bosna, možda i za Makedonija, što bi uključivati možda neke ljude od van strane, jer na kraj krajeva su možda ti ljudi nekako ne, kako se kaže, ne pristranski. Možda ne bi ocjenjivali zbog nekih političkih smjera ili što su nekako od van stavljeni u tu situaciju. I to je bilo baš evo situacija u Bosni. Oni su stvarno htjeli nekako independent komisiju napraviti. Моje мислење искрено е дека во наредните конкурси во нашата земја треба контра да биде можеби еден од жири членовите. Значи, сметам дека треба да се мислам ако некој направил конкретно еве сега има за мала сцена во парк конкурс, апсолутно мислам дека контра е легитимен дел од жирито со оглед на проектите кои што ги има изведено, меѓутоа за жал се уште назадуваме во тој дел и се надевам дека со вакви некои настани ќе се придвижат некои работи и нормално со иницијатива од страна на архитектите. Ирик, многу ми се допадна тоа што го кажа во врска со источните млади студија од Европа и нивната видливост во генерално во светските медиуми и слично. И мислам дека со помош на сегашниот интернет можеме да се истакнеме и ние. Не знам, на Миријана ќе оставам слободно да искоментира нешто за крај, генерално некој заклучна реченица. На мјут си. На мјут сум, да. Да не слушате природа у позадина, многу дува, нешто без врска е време, па за тоа се ставив на мјут. Заклучна реченица моја е, значи, со оглед на тоа што сум во тек и гледам што се случува кај нас како ситуација, јас стварно би сакала да ги поттикнам и нашиот тим, еве и тимот на Марија Димитриевска, тимот на, значи, Мелем како организација, Сара Симовска и не само ние кои што денеска учествуваме во оваа конверзација, туку јас сум свесна и сведочиме на тоа дека кај нас има многу способни и спремни архитекти млади кои што се полни со енергија и со ентузијазам нешто да направат и да постигнат околу креирањето и оформувањето на нашиот град Скопје, така што би ги поддржала и би им дала мотивација и енергија за да можат да се истакнат и да ги кажат отворено своите мислења, да го споделат тоа што го работат, да не се срамат дека е нешто ново, невообичаено, наивно можеби на некој начин. Мислам дека тоа е правата насока за успех и понатамошно надоградување како архитект. Така што да, тоа е од мене. Има две прашања, сега ги гледам. Едното е како ги бирате конкурсите на кои учествувате, што исто го разговаравме и вчера. Дали се пријавувате на се што или почнувате да препознавате кои конкурси се ваш стил, да речем? Не се, значи нормално дека не се пријавуваме на се и се што, многу е важна селективност при апликација на конкурс, значи важно е да препознаеш во што можеш ти да се клопиш, многу е важна временската рамка во која што се изработуваат конкурсите и нормално типологијата која што те привлекува и која што ти е интересна и интригантна за да можеш да ја испроектираш. Така што мислам повеќе аспекти се, не е само тоа што го набравав сега, многу е важна комисијата, многу е нели кој ќе ти го оценува на крај делото, кои се проектите позади кои што стои комисијата, значи исто е многу битно кога се поставува одредена комисија, нели тоа е транспарентно и јавно и ти ја истражуваш таа комисија, што се тие архитекти и како тие имаат створено и нивната позадина, значи нивното портфолио и дали ти како архитект, затоа што сите имаме свои стилови и свој начин на изразување, некако ќе се пронајдеш во целото окружување, така што има многу аспекти кои што се дискутирани и размислувани пред воопшто да се аплицира на еден конкурс. Затоа што не е само
пушти се во одредена игра, тука се, мислам, и после тоа како ситуација архитектурата не е нешто кое што го гледаме на нашиве визуализации финно, културно, хармонично, интересно, туку после тоа ние како архитекти, значи на некој начин нашата професија е и сурова до одредено ниво, бидејќи после доаѓаш во контакт со, не знам, јавни набавки, комуникација не само со архитекти, значи со останатиот тим од луѓе кои што ги градат таа целина за нели да се финализира како едно решение, така што нели мораме да бидеме сестрани и да можеме да се уклопиме во било која средина. Така Уште едно прашање има во публика, значи на каков начин може да го пренесувате вашето искуство на едните архитекти, односно на едната генерација на архитекти во нашата држава, за да го продолжуваме патот на вашиот успех? Претпоставувам ова, значи дали некако се вклучувате во едукација или планирате да се вклучите во едукација за да го пренесете вашето знаење? Ние искрено се надеваме дека еве кога ќе заврши оваа ситуација, мислам ние имавме многу убави планови кои што ги спремавме за Скопје, не само за Скопје, него и за цела нели наша држава, затоа што имаме многу голем потенцијал, така што се што спремаме и што размислуваме некако малку се нели одложи поради се ова што настана, така што сигурно да во наредниот период се надеваме дека што повеќе и повеќе ќе може да ги споделиме нашите мислење и активности, да може да едуцираме и луѓе кои што се студенти од Скопје и да направиме исто така, тоа е многу важно, тоа го зборувавме и со Ерик, да направиме вмрежување кои што всушност сме ние, значи луѓе кои што се од Словенија, да дојдат да соработуваат со архитекти, студенти кои што се од Македонија, така што тоа е исто многу битно за надоградување на нашите идни архитекти и студенти. Никој друг да постави прашање? Да, ако може само јас да се уклучам на кратко. Здраво, Нина. Здраво. Така, сакав, мислам, заедно да ги поздравам двете претходни презентации, односно и Марија и Силвија и Мирјана и Ерик секако, иако не се познаваме лично. Нормално дека се уклучив на темата за конкурсите, бидејќи за мене е интересна тема и донекаде и болна тема, нели, кај нас, и драго ми е, односно после овие презентации можам да кажам дека и чест ми е што заедно сме учествували со Марија и со Силвија, нели, на архитектонски конкурси. Некаков склоп на околности е дека сме учествувале заедно и на домашни конкурси и на меѓународни конкурси и нели очигледна е разликата помеѓу едните и другите. И она што мислам може да се забележи е дека не е прашање само на комисијата, односно на изборот на комисијата дали е меѓународна или домашна, туку повеќе аспекти се во прашање. Особено кога да речеме ги анализираме хрватските конкурси, ќе забележиме дека таму во самиот распис има една сериозност која што кај нас да речеме е далеку од таа која што нели ние имаме кај конкурсите, сега тука има нели различни позадини, дали политички или слично. Значи веројатно се уште не ни е во интерес да распишеме професионален конкурс како што треба да се одвива во сите нивоа. Значи освен ако ги забележите хрватските, освен за стамбена куќа, за сите останати типологии, нели, задолжени се да запишат, да распишат архитектонски конкурс, што кај нас не е. И сега мислам дека додека не постои таа условена, дека мора све да помине низ архитектонски конкурси, дека мора да има некои предиспозиции кои што треба да бидат задоволени, до тогаш нема да, нели, секогаш профитот и заработувачката ќе доминира во однос на некаква професионалност. Во таа насока, да речеме, мислам, јас навистина ја ценам и енергијата и ентузијазмот на Контра и некако бевте предвесници на ова време на онлайн работа од далечина и слично. И се надевам, мислам, ова е само една порака, вака се надевам дека стварно енергијата и ентузијазмот ќе ви продолжи, не само во однос на изработка на конкурсите, него на пренесување на тоа знаење и искуство кое што го имате стекнато во процесот на изработка на конкурсите и начинот на нивно распишување и слично, значи тоа да најдете некаков начин тоа да го пренесете, да пробате да го пренесете кај нас. Значи, мислам сега тука тоа е навистина
макотрпна задача, заради тоа што не е тука едукацијата на архитектите или слично, тука е повеќе во некои други слоеви треба да се подигне свеста, меѓутоа се надевам дека дел од ентузијазмот барем ќе искористите за да го пренесете искуството кое што го имате од Босна, особено од Хрватска, за да може да се пренесе тоа искуство и да мислам со самото тоа што да се сподели некако и колку толку како што кажува Марија и мал исчекор ќе биде нели од големо значење во однос на спроведување на конкурсите кај нас. Значи мислам дека повеќе слоеви се, не е само меѓународната комисија, туку општо и расписите и роковите, значи повеќе работа се во прашање и наградите и така натаму. И најважно од се условеноста дали кога ќе се победи на конкурсот тоа треба да се изведе, нели? Кај нас знаеме дека некогаш и мотивацијата на учесниците е помала заради тоа што знаеш дека тоа на крај пак останува само на хартија. И во таа насока сакам да ви честитам и за првиот изведен конкурс и само да ви се множат од таков успех како и до сега. Фала. Мислам, не беше прашање, повеќе беше коментар, затоа што конкурсите ни се наситани, нели? Дате добра сублимација на све ова што беше кажано. Не, фала ти Нина на коментарот, мислам, во секој случај, да, во право си од аспект на распишувањето. Мислам, сега ние можда во презентацијата не го напоменавме тоа, меѓутоа, покрај таа комисија исклоп, нели, на архитекти, секогаш во тој дел на консултанти или луѓе кои што седат на таа маса и одлучуваат на крај, не се само архитекти. Значи, секогаш има представник од комората, значи некој што мора го заштити тој процес, дека тој процес како што кажете ќе оди до крај. Значи дека нема да се реши нешто во ред да се победи, да се поделат наградите и тоа да заврши како приказна, меѓутоа дека така сепак тој јавен објект како што е по закон мора да оди на распишан јавен конкурс кој што ќе биде објавен, каде што нормално архитектите ќе имаат право да се јават и да прикажат свое мислење, став по прашање на тој некој простор или објект или што и да е. Меѓутоа, таа, да кажеме, групација на луѓе кои што одлучува за тоа, на крај, покрај архитектите како главно тело, нели, како, мислам, кои што одлучуваат во однос на квалитетот, дали објект, простор, мислам, независно што е, секогаш има еден представник на комората кој што го следи процесот, еден представник кој што е представник на корисниците, така што на крај се сведува севкупно за генерално добро на развој или на град, урбано општество и слично. Значи не се сведува само за архитектурата каква ќе биде, дали убава, не убава, тоа е перцепција лична, тоа сакам да кажам од тој аспект. Мислам дека се малку на подруго ниво. Со тоа што да, севкупниот наш мотивираност ќе се обидеме да најдеме начин да севкупното искуство да го сакала да додадам изоставувањето на првото место, како никој да не е доволен да го освои, мислам дека исто подценување на работата на архитектите и мислам дека исто така треба да се адресира. Вчера исто разговаравме, повторно ќе речам со Срдан од група H од Крањ, кажа за на таков настан во Словенија, каде што никој не ги задоволил условите на конкурсот, меѓутоа комисијата што направила? Избрала 15 најдобри, им ги вратила назад, им рекла поправете го ова, вратете ги назад, повторно ќе се надпреваруваме и ќе има прво, второ и трето место. Значи, сите тие матни работи ги демотивираат архитектите, нормално се вклучуваат, а со тоа се намалува квалитетот на архитектонската продукција и мотивација во нашата земја, што не би требало да биде цел.